4 го заборив. И секоја генерација е тие што веруваат дека е у судниот дан и дека готово крај доба дошло. Така и ние сега викаме готово. Според Библија, според сите книги, ова се последните времења, така викаше и баба ми, така викаше и оној у времето пред Никола Тесла, така викаше и оној у крале Марко времето, и сите живеат у последни времења, ама гледам сите тие замина, ама времењава си останаа да си терат. Како викат, птиците пак ќе пеат, водата пак ќе тече, сонцето пак ќе грее, само нас ке не нема. Или доброто и лошото, цело време борбата, натаке наваќе. Ама и све тоа искалкулирано, значи, се бориш за да не осо ти сакаш да си добар, него нели да најдеш пред себе што си фрлил добро, да горе те чека у небесно царство, најубавото место, по можност до сам Господ да бидеш, до него да му свириш мандолина, тамбура, виолина. Иначе, успротивно, знаеш, ама сите како викат, у рају е лепо, али у паклу е екипа. Колку од нас е безгришни и според книгата ќе завршат у рајот. Никој, тамбураш и све у пакал. Од кога сме се родиле, па до сега грешни до нема и каде. И тие што ќе го слушат тоа видео, најголеми верници што ќе се прават прво себе што ќе речат, ако збори вака, збори, ама гледа Господ, ќе те казни, збори. Клетове, што те боли тебе, бе, дали мене ќе ме казни Господ или не? Ти ако си верник, речи, ако другар, ти така мислиш, така те реши, нека си жив и здрав. Тоа ќе рече прав верник, добродушен. А клето, ако збори вака, збори. Само ти збори вака, прави се паметен. Ама гледа Господ, гледа. Кој Господ? Исус, со плави очи, белец, манекен, шармантен, маркантен, роден у онаму у Египет, у Израел, каде беше Назарет, каде сега да отидеме, нема ниеден таков да најдем. Ние го направивме Бред Пит, а може да бил црнец, зашто да не бил кинес. Откај баш таков да биде? Кои се тие филми и приказки? Или па испадна сега онаму кинтијанцина кога отиде Колумбо, Малумбо, екипа на ги потепа, со стрели ги начека овие со барут, со топови, на сила ги направија континент. Христијаните, највише христојани се сега у Јужна Америка. Инки, маи што беа, што ритуали правеа, глави лета, сеча, дарува, ритуали, курбани правеа на таму змаеви, чунгалунга, вампири. Наедна сите тие на зорт на мука станаа поголеми од Назарет христијани. А по Назарет па, што се вика, некој нема христијан. Се тепа таму до денеска, кој управо, кој не, ја веслаат на 100 подгрупи христијански поделени. И некој кој ќе му кажам, дека ако си верник, нели, сметаш дека само сме ние Божја креација и нема ништо у свемирот. А јас сум, нели, идеологија како уфолог, ја пласирам дека у овој бескраен свемир мора да има уште милион будали како нас у таа небесна шир. И кој ќе ми речат, веруваат дека Мојсей го расширил морено со стапот, а не веруваат у ванземајци. Па чекај, бе, Роки, со тебе ли да правам моја, бе? Што веруваш дека овој со стап морето го одвоил и ми избегале на римјаните, а не веруваш дека има ванземајци? Ти си позабеган милион пати од мене, само што не си свесен. Или дека ова све дека што е направено, креирано, дизајнирано, со такви фалинки огромни, да ние се ставаме на чело, само зашто се сметаме попаметни, дека сме од цел жив свет, еве камелеонот види колку е сложен и безпрекорен, и никој на планетава нема проблем со своје живење, таму каде припаѓа, каде се развил со милиарди години, функционира, нема проблем си ја тера живеачката, никој својот вид не го убива, не го мачи, содомизира, пали, глави летаат, заробува, силува, патња му ствара, го користи, значи го манипулира, све најлошо му прави на својот, дека све друго останат у живиот свет на планетава, нема ниеден таков вид
да ги прави такви гадни работи, а ние сме врвот нели у креацијата Божја, потоаш јас си викам, тој Бог е некој, кој знае каква будала, пијана, дрогирана, на што не склопил вакви дефектни фалични од роđења со мани, или кој ќе се фатам у клише, моабет, у костец, со некој кој ќе рече педери, тие се вакви и такви накази Божји. Па чекај, па сега нели ако се Божја креација, значи Господ Бог ги створил такви, кој си ти са да судиш дека се они накази? Чим Господ такви ги створил, а ти си побожен и веруеш нели у неговите решавања на овдека проблематиките и све е безпрекорно дизајнирано и нема кај него промашај утки. Значи имало нека причина што го створил педерот, лесбејката, тој сакатиот сијамскиот близнак или повој со киклопот и така натака. И сад ти ќе го кажуваш наказа само зашто повеќе бројни се таквите како тебе, тие се мањина. А од друга страна, веруваш дека он е безпрекорени, све е негово дело и све има овдека зашто и како заслуга да постои на планетава, све си има својство, синџирот, нели? Никој не е напразно донесен овдека, направен, креиран. Ама за овие што не ти одговарат, тие вакви такви Божји накази. И по зашто Господ би одбрал некој дете, чедо невино родено, креација, нешто што е најмистерија у универзумов, да од ништо настане нешто живо, да ти го правиш дека е тоа наказа Божја. Што си нема попаметна работа Господ, па ај на 1000 нормални 2-3 ќе си ги правам накази, ја? Дај не ме заебавајте со овие приказки, бе. Се слушате ли што зборите, бе? Чукнете главата, били верници, а 99% немаат прочитано света книга. Све им е у глава останато од прабаба, од дедо, од мало што им кажале тантара-пантара, што е 90% суеверие, и у тоа они ти го веслаат и го пропагираат и го кажуваат као нешто, мислиш, они го измислиле тоа, дека онака убедени у тоа ти го зборат, се расправат, не баре факултет теоистички имаат завршено и се ти држат слова на таа тема, немаат поима ништо. Не ги знаат заповедите да ти ги кажат. Таму ти пишува немаш идоли, немаш ништо, не треба ништо да правиш, да не идеш по храмови, да само Исус и крај. Дословно треба да читаш книгата и да вретнуваш Библијата, Божјо слово. А овдека секој си го толкова како сака. Си има и Господ, си има и Свети Петар, и Свети Јован, па и до ден денеска некој ќе покаже нешто добро, 5 минути ко мајка Тереза, ајде, лупај света мајка Тереза. Си ги фрламе од рукав светци, а ти пишува таму, не смееш такво ништо да има, најстрого забрането. Ама овдека, што ни чини, бута е. Или онам да му побациш рака. Како не му е страм бе да ти пружи рачето да му го бациш, бе. Ко госпожа некоја, фрц рачето ти го става да му го бациш. Мери му го умот. Или ако немаш пари, не ти пее на погреб ново, а он се води тука како на Господ представник. Кој представник си те дигнам на клоци, мајмун еден мрш таму, ти представник на Господ замисли, тој Господ све што е креирал, и се овие дудуци што да прочитале 5 слова, они се негова десна рука тука. Живеме, немај, бе, кај мене овие приказки не проаѓаат. Ја верувам дека има тоа некое поле, Акаша ли е, Гаја ли е, Свемир ли е, Тамбура ли е, дека има еден куп федерации галактички, дека има димензии еден куп, дека има светови различни, дека само на планетава немаме поима ни каков сме облик, ни какави сме, ни што сме, една слика немаме реална, не фарбат Хабалон дека гледа светлост ни милион години удалина, не може да се сврти на кај нас да ни сликне планета. Сите до една слика се компјутерски обработки. Не постои една слика што е права слика на оддалина нашава земја да видиме како изгледа. И ќе се кара, ќе се објаснува некој со тебе што само го научиле тако трето оделение по географија, нешто од петка добил и он сега мислиш отишол 10 пати до месечината и фрли локо навага, ја гледал, ја знае како е, се објаснува, се кара, ненормален е светов луѓе, И религииве, еден куп има што се
100 пати поголеми од христијанска, од муслиманска, ама ние си ги зијаме за прима дека ние сме главните тие коловоджите и све друго поценуваме, покоруваме, понижуваме. Или кога ќе седнат на маса да се караат најблиски пријатели од Турска чаршија, отиди еден католик, еден муслиман, еден хинду, еден православен, и тука ќе направат војна кој е најголем бог, кој е правиот, кој е вистинскиот, и парламентарна решенија, за да не се вадат очите, еден е бог за сите. И пак тука ги прашуваш, ама кој е тој еден? Мојот, твојот? Не, мојот, твојот е мојот, и пак војна, ајде, цунами карање, па пак да не си вадим очите, ама еден е за сите, еден е, да, кој да е, еден е за сите, така е, брат, еден е. Ама кој е еден? Мојот? Не, мојот е, твојот е, и ај пак. И до бескрај така. Се балансира, еден е за сите, ама кога ќе се праша чиф е тој едниот, војна, па пак да не е војна голема, се балансира, еден е за сите и си ја весламе до бескрај. И све тоа го правиме за корис, за душата кај ќе ни оди, за тука да не снајде добро, за приказки бескрајни, како го праша еден во интервју, му викат, абе, што мислиш, кога ќе умреш, што те чека? Вика, ме чека едно бескрајно долго досадно спиење, вика, и ништо повеќе. Тоа му беше едно многу добро теза, спукување, и едно друго исто кога го прашале еден космонаут, вика, што мислиш, вика, ти како некој кој отиде у 3 лепе шарга репе, вика, таму далеку се прошета, кај што никој не бил вселена, вика, има ли Господ по твој или нема, вика, и да има и да нема е катастрофално, фатално по нас. Вика, зашто бе, што е работа? Вика, сај ти кажа. Ако нема, вика, значи планетава, вика, лета со милиони километри ни свемиров шиба, вика, а тоа, вика, никој не го контролира и идеме, вика, грлом кроз јагоде, што е поговоркана, да не знаеме на кај тераме и секој момент може да спуцаме така у нешто, да разнесеме, да направиме парам парче. А другата вика, уште може да полоша. Ако има пак Господ, толку сме сите грешни што Господ на помош да ни, кој ќе умреме и у пеколот што ќе не чека. Па така да, драги мои, напоменувам све ова од забавен карактер и така да се чепне некоја мисла, идеја, да се размислува во некоја поинаква насока. Јас сум неутрален, ни верувам дека има, ни верувам дека нема. Кога ми е тешко, како и сите, аман, Боже, поможе, помагај, тука ли си, све ќе правам за тебе, ќе халалам, ќе бесам, ќе пустам, ќе сечам, ќе се кунам, ќе се замонашувам, само спашавај. Кога ми е добро, каков Бог бе, удри бригу на веселие, еднаш се живи. Од тука после ќе миришеме љубичици од корен, ќе не јадат црви, живи, дур се може да се живи, уживај, не му се замаре, не му се секирај, така да јас сум златна средина, што би рекол Буда, кога прошле тие двајцата тамбураши, кога го прашале, абе, ги викнал овој, ецва му бе, вика, тамбураши, што е работата, ве слушам, од преска се расправате, не може да крајот најдете, вика. А вика, јаме вечер свирка јака, вика, онду селото, вика, ама ни се раштима тамбури, вика, ќе ни кидне тезга добра пара, вика, не знаеме што да правиме, вика. Ако ја раштипам, вика, ако ја опуштам многу жицава, вика, не свири ич, вика, се дрнкара. Ако па ја затегнам многу, вика, па ќе ја дрмнам, ќе ја скинам. И никако не можам, вика, да му најдам, вика, чаре. И Буда му вика, ја ќе ти кажам што е чарето, вика. Ој, што бе? Треба да му најдеш златната средина. Така да, драги мои, ви посакувам да останете у златната средина, а тоа е онаа една рамна линија, кога ЕКГ-то ќе престане да покажува цик-цак, па така да ни таа не е опцијата добитна. Секој добро секому и see you later, alligator. Чао, чао.